Уважаеми пријатели, еве ни и ова утро заедно во ресторанот Балканика, кај нашите домаќини во ресторанот Балканика. Наш главен домаќин е Аце. Како си ми, Аце, ова утро? Сум исто така, многу добро расположен за работа, да ви прикажам еден прекрасен рецепт кој не е специјалитет во куќава. Специјалитет на куќата. Балканика е позната по тоа дека тука може да се јадат и необични работи, значи може да се јадат и работи кои што на друго место не можеме да ги најдеме, затоа впрочем и постојат овие мои гурмански приказни, за да во Република Македонија, значи во целата држава, го расшириме она што се вели готвачки момент или радоста на вкусот фактички. Што ќе готвиме денеска, Аце? Денеска имаме избран еден многу вкусен рецепт кој се вика шницела супрајз. А супрајз, тоа му доаѓа како изненадување, а? Мој изненадување. Во незе потребни се намирници за бифтек. Значи бифтече. Да. Ова е бифтече говецко, така? Говецки бифтек, да. Говецко биф. Свежи шампиньони, кисела краставичка, 2 топчиња кајмак, малце свинска пршута, нормална павлака. Павлака, шеф микс, гледам дека имаш котањи бибер, тука дека имаш путе и дека имаш наша сол. Значи, кажавме се што ни треба, заборавивме само да кажеме дека ни треба и ананас, значи половина ананас за генерално за оваа шницла супрајз. Ова е говецко, така? Да, говецки бифтек. Тоа е најквалитетното месо од сите меса. Најквалитетното месо. Да, веројатно и најскапото месо, што би се рекло. Не знам дали знаеш дека во Италија постои најголемото говедо, се нарекува кијанино, и едно говедо може да има дури до 800 кг. Ова информација добиваш од гурмански приказни, ова е веројатно од некое наше говедо, нели, кое што помало говедо, али битно е дека имаме во државата доста говеда и можеме да нели нормално да направиме вакви прекрасни рецепти. Сега кажавме се што треба, отприлика колку време ни треба за овој рецепт? За овој рецепт ни треба негде околу 15 до 20 минути. Значи буквално ресторански рецепт кој што може да се приготви. Затоа што се приготвува на брзина и гостите немаат време да чекаат така. Шницла супрајз. Не ги оставаме малку да замезат, нели, една салата и така натаму. Има многу што се брза, па затоа на брзина се пренася. Можеш да си почнеш, кажавме што се нормативите за самата шницла. Прво го засекуваме бифтекот на половина. Така. Не го сечеме до крај. Добро. Само малце може да се помериш, пошто чука месото. Але чукањето не ми смета. Прстанете појче. Треба да направиме убава тенка шницла, бидејќи таа после внатре се полни. Се тоа што треба пазиме да не се скине месо. Месото е готово. Мислам дека тоа го направи извонредно добро. Да, ставам малце бибер. Добро. Јас се споснувам со раце, нормално си да го работат со раце, малце шеф начин. Шеф микс. Малку сол. Сол, еве ти наша сол. Така. Ние си ги почитуваме законите, па ја вадиме од кадар. Ставаме свежа печурка. Да. Одлично. Ја редиме по средина на шницлата. Така. Се гледа дека имаш фат и извонредно тоа го направи со шницла. Ке ти го додам кајмакот. Затоа сум јас тука, провели. Така, кајмакот го раскашуваме и ставаме 2 топчиња натре. Така. Нормативот е 2 топчиња, некаде околу 60 грама кајмак или 50. Така. Сега дали ти треба пршутата? Да, натре се става пршутата. Така. Киселите краставички ќе ми додаш. Киселите краставички, еве ги. И фактички ќе ги исечеш на ленти. Да. И ќе дојдат да бидат потенки за да може после. Јас доста ги користам, дури и во секој кинеско јадење кое што го готвам, ги ставам киселите краставички. Никако ми го разбиваат вкусот и многу ми доаѓаат убави. Затварам од едната страна. Затвараме и од другата страна шкипака. Научете го ова дека кога се затвара, треба да се чукне. Тоа е тајната на готвачите. И да не се отвара после. За да не се отвара. Ја мотаме како. Сите се чудиме, нели, домашниот увијач или домашното со тоа шницлата не е готова. Така. Значи тука ни да, се работиме на оган.
тавчето, Да. ставаме масло, Малку масло ставаме. малце и месото може да се И ја земаш шницлата и ја ставаме директно во масло. Да се прши. За тоа време ние си приготуваме гарнир. одлично. Што ни ти е потребно за За гарнирот? гарнирот ќе ставиме мешано вариво, од грашак, Грашок, малку ауштекован варен компир, така. топчиња, Тој се вади со на ауштекер, да. Цика така. стравата и малце морков ауштекер. и морков. Ето така. Многу ми се допаѓа кога изгледа. Тука вака. ставаме Исто малку шеф зачин Шеф микс. и со малце водички ги доздуриме. Така. Ево водичката. Поставаме на оган, И тоа оди повторно на овој. додаваме малку масло да биде повкусно. Тоа е тоа. Така. Кога ја запечеме малце шницлата, ја вртиме на другата Ја страна. врти. Така. Тоа ставаме така да се пржат. Додека месото се пржи, ние се работиме понатака што ни треба за месото. Така, повторно имаме ананас, нели? Сечеме 4 полукруда од ананас, Така. да бидат убави, не многу дебели, не многу танки. Така, ова не ни треба. Тоа не ни треба. Ананасот го чистиме од лушпата. Значи прво ги исекавме, па подоцна го чистиме од лушпата полесно, за да така. за да ни биде полесно и поубав ефект се добива. Зашто ако тргнеме да го лупиме, а не ни е генерално за готвење на коцки, во тој случај подобро е вака да биде. Треба ваква засек, за да може после да наместиме да стои го на шницлата. Тоа на средината што е малку Таа е како малку потврда плоскеста и не е се- баш пријатна за јадење, сигурно нашите гледачи приметиле дека забележале дека кога купуваат во конзерва, таа средина ја нема. Да. Тоа е фактички стеблото, дрво. Значи еве го веќе е готово. И варивото ни е готово. И варивото е готово. Сега ти ова ќе го аранжираш Да. и ќе го видиме во Готово. одјава. Драги мои пријатели, еве не мораме да дојдеме и до одјавата на оваа денешна наша емисија на гурманските приказни. Денеска готвевме шницла surprise, или што би рекле шницла изненадување. Нашите домаќини, ресторанот Балканика, навистина го направи фантастично тоа. Можете да го видите, а јас ќе си дозволам да пробам и едноставно ќе уживам во ова јадење. Се гледаме веќе утре. Чао!